Ајде, добро утро. Сато е 7:30. Еве овдека се најдуваме во одмаралиште. Времето е малце подобро од вчера, околу 10 степени. Еве мојата прекрасна соба. Искрено беше супер. Еве мапата. Значи вчера го зедовме Ферибродо, стасавме до Норвешка Кристиансанд, возевме по Е39 до Ставангер и после стасавме до крајната дестинација, односно кај што сме денеска. Шо е планот за денеска? Планот за денеска е да стасаме во Герейнџер. Тоа е фјорд заштитен од УНЕСКО. Заминуваме од Гулиген. Детско одморалиште со приватен ски центар. Сместувањето беше одлично. Се што ти треба за добро да се одмориш. Како што гледате, времево е слично на вчера. Врнежливо и цмурно. Иако спрема чичко Google требаше да биде подобро. Во моментов е некои си 10 степени. Па зато денеска и поубо се облеков. Денеска имам планирано 3 водопади. Еден Skywalk. Ќе поминиме низ најдолгиот тунел во Европа. Исто така ќе поминиме на највисокиот превој во Норвешка, кај што би требало уште да има снег. Би требало да ја видиме најстарата дрвена црква во Норвешка и на крај стасуваме негде околу Герейнџер фјордо, кај што имам веќе резервирано хотел. Водана е екстремно, не знам, темна, црна. Добро е што инфраструктурава е страшно добра. Значи до сега имам поминато некои 500 километри во Норвешка, немам дупка видено. Овдега сигурно возиме покрај некој фјорд. Штета што не му го знам името сега. И времево полека ќе се влошува изгледа наваму. Мене во далечината му се гледа огромен водопад.
Е да видиме дали ќе можам да застанам поубаво да го видам. Да, ќе можам веројатно. Водопадот е висок околу 600 метра, што го прави еден од највисоките водопади во Европа и воедно мислам во топ 10 во свето. Исто е изгласуван неколку пати за најдобро место за посета во Норвешка. И е еден од неколкуте водопади во Норвешка кај што нема клаено хидроцентрала. Сега одиме понатаму на следниот водопад. Иначе се најдувам во мала ситуација и ова може би ми е поука за патот што предстои. Еве денеска имам извозено веќе некои 200 километри и во тие 200 километри неам видено ни една бензиска. Како што одам се по на север и по на север, во се по ненаселени места, мислам дека ќе треба да бидам дебело предпазлив со горивото. Овај пат ќе имам среќа, локален човек беше на водопадот, па застана до мене, му беше интересна регистрацијата, никош немал видено македонска регистрација, па тој ми кажа дека на 30 километри одавде има бензиска точно во правецот кај што одиме ние. Добро е што се стабилизира времево малце. Сепак е ладничко 13 степени. Меѓутоа добро сум облечен, воопшто не ми студи.
греачите на рачките се скоро нон-стоп пуштени. Се надевам дека ќе биде вака време во подолго, одвај чекам да го слечам кишново дело. Сега одиме на кај Лангефосен. Тоа е уште еден познат водопад во Норвешка. Го видовме и овој водопад. Почна да врни време во малце. Сега одиме на четвртиот водопад за денеска. Таква е тематиката денеска. Нема овдека ова подрачје на Норвешка има ненормално многу вода. Исто така, овдека поприлично се стопли. Сега е 16 степени. Сега мислам полека дека ќе слегувам надолу. Иначе ова беше првата бензинска после 250 км. Така да овај пат имам среќа. За натаму ќе треба да бидам повнимателен и да планирам и бензински. Просто ми е неверојатно од кај иди ова толку многу голема вода. Значи ова денеска е ваков можеби 20 водопад што го гледам. Просто неверојатно колку многу вода има.
стасавме до овдека, негде на пола пат од прилика, и излезе еден семафор што вика чекање до 5 минути. Тоа ќе направиме одмор. Еве сме на кај Стегастајн. Како што гледате, по козиот пат ќе возиме, што е поприлично интересно и вака цело време има чекање со други коли. Кај се пика овие со камперите, не е можно. Моментално се најдувам во тунело Леандрел, односно најдолгиот тунел во Европа. Или 24,5 километри.
наеднаш како на Марс да дојдовме. Толку се смени природата. Немав батерија, па не можев пред ова да кажам нешто за црквата Лом. Иначе црквата Лом е една од најстарите цркви во Норвешка. Темелите датира од 11 век. Воедно целата е направена од дрва. И исто така не знам дали го фатив тој дел на камера. Фасадата е украсена со викиншки елементи. Па така ова црква ја спојува митологијата и христијанството.
I have a reservation and booking. Okay, yes. Jarikov policija neko je. Овдека идиме на првото разочарување